Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата минатата недела поднесе предлог на закон за изменување на законот за постапување со бесправно изградени објекти по скратена постапка. Нашата цел со овие предлог измени е јасна. Граѓаните не смеат да останат со нерешен статус на својот дом поради административни препреки или поради бавни процедури. Многу наши сограѓани со години се заглавени во лавиринтите на судски спорови за имотно-правни односи, разни постапки или претходни прашања кои не се по нивна вина. Актуелниот закон предвидуваше рок на важност до 3 март 2026 година, што би значило дека и ојадници предмети кои се во процедура би биле прекинати по сила на закон во фазата во која што се затечени. Ние тоа нема да го дозволиме и затоа со овој предлог го продолжуваме рокот за дополнителни 5 години, односно наместо 15, законот ќе важи вкупно 20 години до 3 март 2031 година. Овозможуваме правна сигурност за општините како надлежни органи да можат легално да ги завршат веќе отпочнатите постапки и оваа измена не предвидува нови барања, туку исклучиво во служба на оние граѓани кои веќе поднеле документација и со години чекаат на својот имотен лист. Сакам да потенцирам дека оваа иницијатива доаѓа како директен одговор на барањето на управниот одбор на ЗЕОС и општините кои што секојдневно се соочуваат со реалните проблеми на граѓаните на терен. Исто така, важно е да се напомене дека во ова законско решение не се предвидуваат никакви дополнителни финансиски импликации врз буџетот на државата и ќе стапи на сила веднаш по објавувањето во службениот весник за да нема правен вакуум. Почитувани, како пратеници, наша должност е да бидеме сервис на народот и со оваа измена им помагаме најојадници семејства конечно да го остварат своето право и законски да го обезбедат својот покрив над главата. Продолжуваме да работиме во интерес на сите граѓани за стабилност и конзистентност на правниот систем. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Не, туку заради тоа што во моментот кога беше изгласан овој закон се појавија ојадници предмети кои што на општините им е потребно навистина доста време за да ги завршат. Во овој момент, доколку ја прекинеме постапката, и ојадници граѓани кои што имаат право да ги легализираат сопствените имоти и да добијат имотен лист, ќе не може да го остварат своето право бидејќи законот ги ограничува. Ова значи дека ние со оваа законска измена практично даваме уште 5 години за да можат сите оние ојадници предмети да бидат завршени, што поради судски спорови, што поради тоа што во одредени институции во нашата држава има недоволна кадровска доекипираност, така да сакавме да дадеме шанса да граѓаните си ги остварат своите права и практично после тоа како некоја последица на истото и општините да имаат повеќе приходи, но и граѓаните да бидат задоволни со сопствените имоти. Не може да има нови барања, бидејќи законот е дециден и јасен, ќе може само на барањата кои што се досега незавршени, за кои што нема издадено решение. Пред отприлика 10 дена имавме сите координатори и заменици координатори на пратеничките групи состанок со министерот Минчев, на кој што законското решение ни беше дадено лично на рака. Како што можевме да видиме, одредени пратенички групи имаа забелешки кои што се инкорпорирани. Очекувам оваа или наредната недела законот да пристигне во собранието. Секој кој што има забелешки на соодветните комисии ќе може да интервенира со амандмани, но суштината е јасна, сите забелешки на опозицијата се прифатени и инкорпорирани. Чекам поблиску да се одржи самата анкетна, дали ви ќе доставите предлози за членови и кога можеме да очекуваме? Тука сакам да бидам јасен и дециден и да ги расчистам сите зомнежи во јавноста. Ние пред било кој процес да се започне во оваа тема кажавме дека тоа не треба да се политизира и треба да ја каже и да ја одреди вистината. Гласавме и учествувавме на сите такви тела и впрочем наша беше иницијативата да се формира анкетна комисија со наши подписи каде што покрај за овој трагичен случај ќе се разговара и за другите трагични случаи, нормално дека ќе номинираме представници, но тука сакам да акцентираме на друга работа. Ако нешто започнуваме, треба и да го завршиме до крај. Не можеме во исто време да тераме два паралелни процеси.
Видовме на анкетната комисија која што ја водеше господинот Тапасиев, на која што беа присутни родителите, дека се прекина во моментот кога ќе требаше да се дефинираат заклучоците кои што треба да бидат усвоени. Тие заклучоци од левица беа испратени до пратеничките групи и ние први одговоривме на тие заклучоци и пративме наш предлог. Затоа, наместо да правиме политика и да се криеме тогаш кога сме најпотребни, ајде да го завршиме прво тој процес, па да преминеме на наредниот. Нашите заклучоци се испратени, нека ја свика таа комисија, да ги усвоиме заклучоците на претходната анкетна која што беше свикана за тој дел и со усвоените заклучоци да отидеме во втората анкетна комисија. Да не започнуваме процеси кои што треба политички да бидат опортуни за некого, без намера да ги завршиме до крај. Тоа не е честно ниту према жртвите, ниту према општата потреба од сите такви работи. А тоа е да има правда и вистинските виновници да бидат санкционирани. Ајде да го завршиме тој процес, ајде да ги изгласаме заклучоците од таа одржана анкетна комисија и потоа да преминеме на оваа која што ја изгласавме и ние ја поднесовме иницијативата за таа да биде одржана. Дали можеби е некој политичка потреба да не се отворат прашањата и за модуларната клиника, и за автобуските несреќи, тоа останува, мислам дека некој друг треба да го одговори. Денеска нека стигне заклучоците, ние сме спремни веќе од утре да почнеме да работиме. И уште едно прашање за техничката вода, грубо кажано, според вас колку можеме да очекува да го добие изгласен закон за техничката, грубо кажано? Зависи во која постапка ќе пристигне, ако дали ќе биде скратена или редовна, мислам дека по пристигнувањето во собранието, согласно собраниската динамика, не би требало да биде повеќе од 10 дена да биде усвоено тоа законско решение. Како што кажав, сите забелешки на опозицијата се инкорпорирани, министерствата кои што тие сметаат дека треба да бидат офатени согласно законот за реорганизација на државните органи, нема да важи од овие парламентарни избори, без разлика кога ќе се случат, ќе важи од наредните, но сите знаеме дека употребната вредност на тој ентитет е навистина помината и дека не треба да бидеме експеримент држава во која што такви ентитети ќе бидат внесувани на сила, а се тотално непотребно. Покрај тоа што билите инкорпорирани со забелешките на опозицијата и СДСМ некои се изјаснија дека за ова решение кое што веќе циркулира помеѓу пратеничките групи нема да гласат. Дали ова значи дека ако не се измени ништо од овој закон и остане вакво како што е, вие ќе одите на гласање со мнозинство кое што го поседувате, а не со консензус? Ај нека стигне прво законот во собрание, па ќе видиме дали нема да гласат. Затоа што така се изјаснува и претходно за некои прашања, за некои закони, дека ќе гласат, па нема да гласат, дека нема да гласат, па ќе гласат. Нека стигне, па ќе видиме каков ќе биде нивниот став. Дали вие секако ќе водите со... Мислам дека сосема е коректна забелешката на тоа дека на наредните избори нема да ќе има техничка вода, па за другите мислам дека е компромис кој што е прифатлив за сите. Ние сме демократска држава, нека победат на избори, нека го обезбедат мнозинството, па од наредната, ако одлучат дека не треба да важи, не треба да важи. Но тука доаѓам во една колизија со можеби конфузни ставови. Ако вие кажете за локалните избори дека биле организирани во демократска атмосфера, потоа понудите и учествувате на локалните избори кои што се одржаа во Маврово Ростуше, а 2 дена после тоа излезете и кажете дека нема атмосфера во државата за укинување на техничката влада, јас не сметам дека тоа е унисон и координиран став, но тоа е нивна работа. Така да, како што кажав, даваме демократска можност, нека важи техничката влада сега, нека победат на избори, потоа нека одлучат самите што ќе прават. Нашиот став за ова прашање е јасен. Ви благодарам.